družino. Georgije. Naš minister je predstavil. Ja, se sem opazila. Tudi nimamo težave. Sodelovanje med Republiko Slovenijo in Severno Makedonijo se je kot zelo uspešno potrdilo julija lansko leto, ko so pripadniki Slovenske vojske, policije in uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje sodelovali pri gašenju obsežnih požarov v Severni Makedoniji. Na današnji slovesnosti se jim bosta minister za obrambo Severne Makedonije in župan občine Novo Selo za to dejanje zahvalila. Почитувани збрани, соработката помеѓу Република Словенија и Северна Македонија како многу успешна се покажа во јули минатата година, кога припадниците на словеничката армија, на полицијата и на управата на Република Словенија за заштита и спасување учествуваа при гасењето на обемните пожари во Северна Македонија. На денешнава свеченост министерот за одбрана на Северна Македонија и градоначалникот на општината Ново Село ќе им се заблагодарат за тој чин. Pred podelitvijo pa k nagovoru vabi ministra za obrambo Republike Slovenije, magistra Boruta Sajovica. Hvala lepa, spoštovani minister, dragi vlade, spoštovane sodelavke in sodelavci, poslanki državnega zbora, gospa Gazinkovski in gospa Rajbenšu, in pa seveda nagrajenke in pa nagrajenci. Vlade, tebi za darilo upam, da bodo znali dobro prevesti misel našega generala majstra, ki je dejal, da je naša sveta dolžnost braniti domovino, premoženje in življenja naših dragih. In vesel sem in zadovoljen, da to srečanje, te nagrade sporočajo prav to, da znamo, hočemo in zmoremo. Obvarovali ste življenja in premoženje. In res mi je hudo, se opravičujem, ker javnost o recimo policijskih helikopterjih ali pa o naših vse ve, ne vpraša pa tistih, ki seveda najbolje veste, kako se stvari streže. Hvala. Почитувани министре, драги владо, почитувани соработници, почитувани пратеници, господја Газинковски и Райбенштен, и почитувани сите наградени лица кои што сте денес овде собрани. Благодарам за овој подарок што го добив и не знам дали навистина ќе се погоди со самиот превод, но меѓутоа како што кажа нашиот мајстер, тој кажа дека нашата должност е да ја браниме нашата татковина, да ги браниме нашите животи
имотот и животите на нашите граѓани. Во оваа прилика би сакал навистина да се заблагодарам затоа што и овие награди денес ќе покажат дека сето тоа вие го постигнавте, значи ја одбранивте и животите, и имотот, и сето што е поврзано и спомнато и земјата. Навистина ми е тешко кога ќе слушнам дека нашата јавност многу тоа знае за, да каже, и за хеликоптерите, и нашите, и на полицијата, меѓутоа никош или многу ретко се прашува за тоа да ги праша тие лица кои што всушност најмногу знаат за нив. Spoštovani, k nagovoru in podelitvi vabim ministra za obrambo Republike Severne Makedonije. Spoštovani gospod Vlado Misajlovski, izvolite. Разно. Добро, благодарам, почитуван мој драг пријател, господин министер, почитувани пријатели. Навистина ми е драго што гледам херои пред мене и од срцето на мојата татковина, од името на владата на Македонија, благодарам од се срце на вас сите тука. Spoštovani gospod minister, zahvaljujem se za povabilo in spoštovani prijatelji. Zelo velika čast mi je, ker vidim pred seboj vse vas in se vam iz srca zahvaljujem naše domovine in pa vlade Republike Severne Makedonije. Последниве неколку дена бев на состаноци заедно со премиерот и со министрот за внатрешни работи и ми потенцира кога ќе се видам со сите вас да ви се заблагодарам од името на премиерот и од името на министрот за внатрешни работи и навистина благодарност за помошта што ни ја дадовте. Кога имавме навистина огромни проблеми, имавме преку 66 пожари на ден и сеќавам јас во тој момент заедно со министрот за внатрешни работи, со министрот за надворешни работи врдевме по многу земји каде што баравме помош, а вие веднаш додавте уште еднаш. Благодарам бидејќи вака изгледаат реалните херои што секој ден треба да ги почитува и да ги сака. Ви благодарам многу, да сте ми живи и здрави и Господ да ве чува. V zadnjih nekaj dneh sem bil kar na nekaj sestankih s premierjem in pa z ministrom za notranje zadeve in ob vsaki priložnosti so me zaprosili, naj se vam iskreno zahvalim. Namreč vi ste nam pomagali takrat, ko smo se mi soočali številnimi in res velikimi problemi. Natančneje, v tistem času smo se soočali s kar 66 požari dnevno in takrat sem hodil na različna srečanja in sestanke z ministrom za notranje zadeve in pa z ministrom za zunanje zadeve. Hodil okrog, spraševali in prosili smo za pomoč.
vi pa ste se res takoj odzvali. In vi ste pravzaprav tisti realni heroji, junaki, ki jih je treba spoštovati vsak dan. V tem priložnosti še enkrat hvala za vašo požrtvovalnost in vse dobro, pa naj vas Bog čuva. Благодарам много, сте живи и здрави. Najlepša hvala, sledi podelitev. Plakete Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za obrambo Republike Severne Makedonije prejmejo Tadej Jerman, Slovenska policija. Aleš Štupica, Slovenska policija. Aleš Mlekuš, Slovenska policija. Plakete Ministrstva za obrambo Republike Severne Makedonije prejmejo Amadej Vidmar, v času pomoči poddesetnik in pripadnik 107. letalske baze. Štabni vodnik Urban Bizjak, 151. helikopterska eskadrilja. Andrej Prhavec, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Plakete prejmejo tudi major Primož Pintar, poveljstvo sil Slovenske vojske, stotnik Simon Ganza, 151. helikopterska eskadrilja, štabni vodnik Grega Ponikvar, 151. helikopterska eskadrilja, ter vojaški uslužbenec Dejan Čelič, 107. letalska baza. Ker so vsi štirje odsotni, bo plakete prevzel poveljnik 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, polkovnik Janez Gavbe. Robert Škrl, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Zaradi odsotnosti bo plaketo zanj prevzel generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, gospod Leon Behin. Hvala lepa ministru za obrambo Republike Severne Makedonije. Še malo se pomudimo ob opisu dogodka, zaradi katerega smo danes tu. Ogenj na vzhodu države, na bolgarski meji v občini Novo Selo, je takrat zajel skupino 10 gasilcev, zato je bila nujno potrebna evakuacija iz zraka. Akcija je uspela, med evakuiranimi pa je bil, kot so naši fantje kasneje izvedeli, tudi župan občine, ki je danes z nami. Spoštovani George Božinov, izvolite. Mu благодариме на министерот за одбрана на Република Северна Македонија. Да намениме уште некој збор со описот на настанот поради кој што сме денес овде. Имено оганот на истокот на државата покрај бугарската граница во општината Ново Село, тогаш ја зафати и групата од 10 пожарникари. Затоа беше итно потребна евакуација од воздушна страна. Акцијата беше успешна, а меѓу евакуираните беше, како што подоцна дозна нашите момчиња,
I gradonačelnikот na opštiната, ako što danes je со нас. Почитувани Георги Божинов, повелете. Почитувани, нашето присуство денеска е во чест на храброста и одлучноста на полициските, армийските и противпожарните сили на Република Словенија. Почитувани храбри луѓе, вашата професионалност и пожртвуваност се достојни за поклон. Вашата нација заслужува да биде горда со вас. Spoštovani, naša prisotnost danes je tukaj v čast pogumu in odločnosti policijskim, vojaškim in protipožarnim silam Republike Slovenije. Spoštovani hrabri ljudje, vaša profesionalnost in požrtvovalnost sta dostojni za poklon. Vaša nacija je lahko ponosna na vas. Дозволете ни денеска во името на граѓаните на општина Ново село и во мое лично име да ви се заблагодариме. Најпрвен затоа што успеавте заедно со нашите пожарникари успешно да се исправите пред пожарот кој ги загрози некои од најубавите предели на Македонија и Балканот. Места прекрасни и чисти, налик на редица локации во вашата ценета Словенија. Dovolite mi, da se danes v imenu prebivalcev občine Novo selo in v svojem osebnem imenu zahvalim. Prvič zato, ker ste uspeli skupaj z našimi gasilci uspešno postaviti se ob rob požaru, ki je ogrozil nekatere najlepše predele Makedonije in tudi Balkana. To so mesta, ki so prekrasna in pravzaprav na videz zelo podobna številnim lokacijam v vaši cenjeni Sloveniji. За мене, ова прилика денес има посебно значење. Ви благодарам длабоко и искрено. Што во денот кога решив да застанам пред огнот, храбро ме извлековте од неговата закана. Денеска јас можем да се радувам како татко на 3-месечна ќерка. Ви благодарам од името на моето семејство, на мојата општина, држава и од името на секој човек кој ве побарал за помош и се уверил во значењето на вашата работа и дело. Општина Ново село за покажаната храброст и заложба за заштита на животите и имотите реши да ви додели благодарница и признание. И тоа е најмалку што можеме да направиме како чин на големо признание. Zame je ta priložnost danes posebnega pomena. Zahvaljujem se globoko in iskreno, ker sem tisti dan, ko sem se odločil, da se postavim ob rob ognju, hrabro, ste me vi povlekli oziroma umaknili iz njegovih groženj. Danes se lahko veselim kot oče 3-mesečne hčerke. Zahvaljujem se imenu svoje družine, svoje občine, države in v imenu vsakega človeka, ki je kadarkoli poiskal vašo pomoč in se prepričal v pomenu vašega dela in vašega poguma. Občina Novo selo je zato pokazan pogum in za prizadevanja za zaščito življenj in pa premoženj se odločilo, da vam dodeli zahvalo oziroma priznanje. To je pravzaprav najmanj, kar lahko storimo kot dejanje za veliko priznanje vam. Ви благодарам. Najlepša hvala. Plakete občine Novo selo prejmejo Tadej Jerman, Aleš Štupica, Aleš Mlekuš,
štabni vodnik Urban Bizjak. Amadej Vidmar. Andrej Prhavec. Major Primož Pintar, stotnik Simon Ganza, štabni vodnik Grega Ponikvar in vojaški uslužbenec Dejan Čelič. Plakete za vse 4 bo prevzel polkovnik Janez Gaube. Robert Škrl, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Plaketo zanj bo prevzel direktor Leon Behin. Iskrene čestitke vsem prejemnikom. Slovesnost zaključujemo z besedami Ban Ki-moona, ki je nekoč dejal: kadar pride katastrofa, se ljubezen, sodelovanje in solidarnost širijo hitreje kot vsaka nevarnost. Najlepša hvala vsem in vabljeni k druženju. Srdečni čestitki носите приематели на плакетите. Свеченоста ја завршуваме со зборовите на Бан Ки-мун, кој што еднаш рекол: кога ќе дојде катастрофата, тогаш љубовта, соработката и солидарноста се шират побрзо од секоја опасност. Ви благодарам и ве поканувам да се подружиме. Hvala puno.